Денот на лозарите Свети Трифун традиционално одбележани во Тиквешијата со пораки за поддршка, но и со нова политичка пресметка околу состојбите во земјоделството. Од некотино вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски им го честиташе празникот на лозарите и им посака успешна сезона и повисоки откупни цени. Тој порача дека владата ги исплатила субвенциите во целост и дека поддршката за земјоделците продолжува. Владата ја заврши својата обврска и дека целосно се исплатени субвенциите за сите оние кои што макотрпно работат и произведуваат. Тоа се надевам дека ќе е мотив и ќе е стимул и за оваа сезона да има добар род и да се што помотивирани земјоделците за што повеќе да сработат. Ние ќе продолжиме да ги поддржуваме и ќе продолжиме да го стимулираме земјоделието. Цените кои што можат да се видат оваа година се навистина добри, а се надевам дека во следната година, односно следната сезона, ќе имаме уште подобри цени и така секоја година ќе одиме нагоре. И лидерот на опозицијската СДСМ го честиташе празникот посакувајќи богат род, но упати и остри критики кон владата. Обвини дека поддршката за земјоделството се намалува, посочувајќи дека буџетот за субвенциите е скратен за 40 милиони евра, па како што вели Филипче, лозарите нема да ја имаат поддршката што ја имале кога СДСМ раководеле со владата. Кражба, плячка и незаинтересираност за луѓето, имено од кога ги фатија од Европа како крадат европски пари и го суспендира ИПАРД програмот. Сега владата ја намалува и програмата за субвенции во земјоделството во целост од 140 на 100 милиони евра. Значи за цела третина помалку пари ќе имаат сите сектори во земјоделството, сточарството, лозарството, полјоделството, овоштарството и нема да имаат овие земјоделци доволно поддршка од државата како што тоа го имаше во времето на владата на СДСМ. Нови обвинувања реагираа од ВМРО ДПМН. Оттаму тврдат дека СДСМ шири лаги и манипулации за буџетот кој тогашната влада го одвојувала за финансиска поддршка на земјоделството. Владата на СДС никогаш немала издвоено 140 милиони евра за програмата за финансиска поддршка на земјоделството. Вистината е поинаква. Веднаш по доаѓањето на власт, владата предводена од ВМРО ДПМН обезбеди 137 милиони евра за земјоделците. Филипче уште обвини дека владата ги заострува и критериумите за добивање субвенции, па како што вели за да се дојде до државна помош, наместо досегашните 2, сега прагот е зголемен на 5 декари. Зоран Јаневски, Сител телевизија.